Почитувани граѓани на Република Македонија, пратеничката група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија најостро ја осудува изјавата на господјата Катица Јанева, со која таа го оспорува легитимитетот на Собранието на Република Македонија, председателот на Република Македонија, владата и Уставниот суд. Изјавата на господја Катица Јанева е политичка изјава, би рекол дури и партиска изјава. Катица Јанева вчера не беше ниту правник, ниту јавен обвинител, туку беше портпарол на некоја од опозицијските партии. Изјавата на господја Јанева е многу опасна и сериозно штетна за државноста и суверенитетот на Република Македонија. Ако се земе за сериозна, оваа изјава значи дека Република Македонија нема институции, нема собрание, нема председател, нема влада и нема уставен суд. Оваа изјава значи дека Република Македонија формално не постои и не постои нејзиниот уставен и правен поредок. Оваа изјава нам ни наликува дека е обид за демонтажа на Република Македонија. Во минатите 20 години се навикнавме на вакви изјави од официјални лица надвор од Република Македонија. Но овој пат, жално е тоа што доаѓа од нејзин граѓанин, вршител на одговорна јавна функција. Обидот за делегитимирање на органот, највисокиот орган, кој го донел законот, по кој господја Катица Јанева е избрана, органот кој го одобрил финансискиот план за работа и органот кој конечно ја избрал господјата Катица Јанева, е делегитимирање на самата себе, на својата улога и на институцијата со која раководи. Според тврдењата на Јанева, законот со кој е избрана, финансискиот план со кој добива 4 милиони евра годишно и одлуките за нејзин избор се нелегитимни. Тоа значи дека не постои ниту институција со која раководи господјата Јанева, ниту пак таа е избрана да ја раководи таа институција. Според господја Јанева, нелегитимни се законите со кои ова собрание донело одлука за земјоделски субвенции, за зголемување на платите на армијата, полицијата, образованието, здравството. Нелегитимни би биле одлуките за зголемување на пензиите, за намалување на даноците, на придонесите. Според оваа изјава, нелегитимни се и прогласување на кризна состојба на јужната граница и ангажманот на армијата на Република Македонија за заштита на државата. Според оваа изјава на господја Јанева, ние како држава немаме официјален орган кој може да не представува во меѓународни односи. Немаме свој суверенитет и немаме највисоки државни органи. Оваа изјава значи дека Македонија треба да стане протекторат на некој однадвор, а овој народ да го изгуби правото да одлучува за себе. Уставниот суд е биран од истото собрание од кое е бирана и самата Катица Јанева. Ако нема легитимитет Уставниот суд, зошто би имала таа? Конечно, председателот на Република Македонија е избран со најголемо мнозинство што било кој председател на Република Македонија го добил на избори. Ако одлуката на тие граѓани е нелегитимна, тогаш како изјавите и постапките на Катица Јанева се легитимни. Со вчерашната изјава, господјата Катица Јанева излегува надвор од своите законски надлежности. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија нема намера да остане нема и да не се спротивстави на овој обид или на било кој друг обид за нарушување на легитимитетот на институциите и нивното значење за сувереноста на оваа држава.
Илјадници граѓани, вчера и денес, реагираат до нас со многу поостри реакции и барања. И бараат од нас да не дозволиме господјата Катица Јанева и нејзината институција да биде маша во рацете на сите кои сакаат да го оспорат постоењето на оваа држава, овој устав и сувереноста на овој народ. Ги поздравуваме острите реакции од страна на председателот на Република Македонија и од страна на Собранието на Република Македонија. Бараме во име на мнозинството на пратеници и на сите граѓани на Република Македонија господјата Катица Јанева да се извини за навредата спрема државата Република Македонија, спрема македонскиот народ и спрема сите граѓани. Бараме од останатите политички партии и сите фактори да се оградат и да ја осудат оваа изјава на господјата Јанева. Овој народ и оваа држава има сила да се спротистави на сите видливи и невидливи сценарија за рушење на сувереноста на Република Македонија. Ние сме биле дел и ќе останеме дел од тој народ. Благодарам.